Матна вода тече низ чешмите од Делчевски град, па таа не може да изгасни жетта на жителите кои цело лето го поминаа без вода на плюс 40. Водата од водоводо, а мисля сега што е, не е добра. А вечер даран ја сопира и даран ја пуштат матна. За пиење не е убава, за готвење не е убава. Секој пат ја и нема. На толку жешко време, топло да не можеш да се измиеш, да не смееш перална да пуштиш. Ни очи не можеш да се измиеш, не друго да направиш. Треба да се направи филтрација на таа вода. И озгоре водата матна орање. Револтот на овие луѓе е голем бидејќи тие и ја плаќаат оваа вода на Делчевското комунално. Јас мислам дека не е изведено на добар начин, пошто кога се прави дренажа, тие ми се малку познати работи, јас го правам некој пат тоа. Сите тие дренажи, како што го имаат, како што ми кажуваат дека правено тука со избушени цевти и е затрупано директ со песок и со камен, требало да се стави платно за филтрација на водата. Ако го има сето тоа направено како што треба, овој проблем не може да го имаме сега. И 89 годишната Милка си ја плати потрошената вода. На инкасаторот му даде 800 денари, но таа е разочарана, оти плаќа за услуга, а не ја добива. До сега не памта и таква жешка, и таква жештина, и таква гадна вода не само у мој век видела. Од комуналното објаснуваат дека проблем е дефект на трафостаницата, но и нерационалното користење на водата од жителите. Има изгорена трафостаница, пробано е нешто да се направи. Божем, денеска ќе ја уклучише трафостаницата, па не е фред, не може струја да се пушти. Правиме напори со собствената вода што згоре, додаваме некоја нова дренажа, не достига и таа вода. Тука водата место за пиење и за домашни потреби се користи повеќе за градини. Градоначалникот Шехтански и директорот на Делчевското јавно предпријатие Цветковски беа во посета на град да видат како напредува изградбата на канализацијата во селото. Освен тоа, тие го видоа и слушнаа револтот на жителите за водата, а како и кога ќе се надмине проблемот, Шехтански не сакаше да одговори.